Почитувани, добар ден, добре дојдовте во уште една анализа на Телевизија 24. Денеска ќе зборуваме за евроинтеграциите, за проблемов кој земјава го има со соседна Бугарија, за блокадата која е наметната од страна на Софија, за тоа кои се шансите да добиеме датум за почеток на преговори во јуни на јунскиот самит на Европската Унија, кои се сите околности кои го следат целиот овој процес. Наши гости во студиото се двајца професори, тоа е професорот Мирослав Грчев и Благој Цонев. Добар ден на двајцата. Добар ден. Ајде да почнеме со оно што е најново, што е како најнов момент, па потоа ќе влеземе во приказната и во деталите. Денеска бугарскиот претседател Радев имаше гостин од Португал, беше во Софија, висок представник на Португал, на Португалија, тие зборуваа за проблемот и при тоа претседател Радев вели вака: на нас не треба гаранции за да може да ја кренеме блокадата, да допуштиме Северна Македонија да почне преговори во Унијата. Сега гаранции, какви се тие гаранции, што всушност бара Бугарија? Не е важно кој е, поред Цонев, за какви гаранции зборува Радев, што е тоа што го знаеме до сега? Многу е рано и многу е кратко да се каже, краток е периодот да се каже какви гаранции бара соседна Бугарија. Меѓутоа, од она кое што е кажано од претседателот Румен Радев, може да се заклучи дека гаранции за почитување на договорот за добрососедство кој што е потпишан помеѓу двете држави 2017 година, ако не се лажам, и тоа гаранции во смисла како етапно ќе се одвиваат работите во усогласувањето на таа заедничка или споделена историја. Од едната страна милуваме да кажеме дека е нели споделена, од другата страна милуваат да кажат дека е заедничка историја. Фамозниот патокас или roadmap. Да го направиме тој таймтейбл по кој што ќе се движат македонско-бугарските односи, бидејќи Бугарија е децидна дека во нејзината надворешно политичка агенда и доктрина не сака да внесува проблеми во Европската Унија. Најверојатно бугарската држава тоа го има добро научено од грчката држава и најверојатно токму поради тоа сакаат пред да се почне со преговори помеѓу Македонија, односно Северна Македонија и Бугарија за влез во Европската Унија да се решат некои прашања. Тие прашања нити се тешки за нас, нити се тешки за Бугарија. Едноставно треба експерти од двете страни кои што имаат разбирање и кои што малку имаат повеќе читано историја која што е пишана северно од Табановце, да седнат, да се договорат и да видат што светската историографија кажува за тоа. Другиот момент на кој што јас би се осврнал е тоа дека во комисиите кои што се меѓудржавни за усогласување на историјата, од бугарска страна имаме и политолози, од македонската страна имаме само историчари. Ја би препорачал да вклучиме политолози, да вклучиме уметници, историчари на уметност и редица на луѓе кои што можат да не поврзат до тоа колку ние имаме заедничко минато, колку имаме споделено минато и колку имаме самостојно минато, како две нации. Добро, професоре Грчев, ова што го кажува вашиот колега Цонев во однос на тоа како треба да се преговара, кој треба да биде вклучен во преговорите, тоа е едно од прашањата кои се актуелни во последно време, тоа е прашање за тоа можно посредништво или за помош во преговарачкиот процес. Веќе излегува информации дека земји членки на Европската Унија понудиле своји членови, понудили историчари да бидат дел од таа историска комисија. Австрија отворено понуди да посредува, да помогне во посредување, но бугарската страна тоа упорно го одбива. Зошто Софија не сака посредници во овој спор, туку инсистира на тоа дека ние двете земји треба да разговараме сами, не ни треба преведувач, како што вели бугарскиот претседател Радев? Зошто нешто Софија прави, може само да се предпоставува. Меѓутоа,
кога ги гледаме овие проблеми кои што се испречија на македонскиот пат до евроинтеграциите, на чуден начин повеќе се бавиме со некои нон-пейпери што се појавуваат во меѓувреме, изјави на званичници, дали се тоа европарламентарци или се бугарските челници. Меѓутоа, до сега во игра се само два цврсти пишувани документа зад кои што зад едниот застана двете држави. Договорот за добрососедство. Договорот за пријателство и добрососедство и соработка. И другиот е бугарскиот меморандум до Европската Унија, кој што бугарската влада во име на сите своји политички тела, во еден политички општ консензус, го поднесе како објаснување на нејзината блокада на македонскиот пат. Кога ќе ги ставите, ја чисто не се плашите, нема да ги читам, ги ставам еден до друг, значи, помеѓу едниот и другиот нема преклоп, нема совпаѓање ниту во намерите, ниту во темите. Додека договорот за пријателство и добрососедство и соработка е практично еден огледен договор во кој што се наведуваат сите вредности, цели и активности кои што двете земји треба да ги пристануваат, да ги преземаат во следниот период. Објаснувачкиот меморандум е еден акт на непријателство полн со ресентимани, полн со зли сеќавања, еден ниво, едно искрен исказ, ако воопшто некаков државен исказ, политички, може да биде искрен, меѓутоа искрен исказ на разочараност, озлобеност, ојаденост заради некои минати губитоци, политички и така натаму, за кои што се окривува македонската држава и македонските институции и македонското општество. Така да, во бугарскиот меморандум, ако го прочитате, тука не постои никаква префинета, политичка, дипломатска, политиколошка страна, која што може на нивните намери, за кои што може да се кажат дека можат да бидат артикулирани во некаков договор, а да кореспондираат со договорот. Да. Овие нивните забелешки на Македонија се од настото настанување, за нив тоа е прекретница во заедничката историја. До тогаш, тие сметаат дека е се јасно, дека ние сме ист народ, бугарски, кој што зборувал и се чувствувал, сите овде македонци се чувствувале бугари, и зборувале на бугарски јазик, односно на негов дијелект. Од кога македонската држава настанала, бугарската страна ја признава реалноста, но со квалифицирање дека актот на нашето настанување е производ на етнички и лингвистички инженеринг на југословенската комунистичка партија на чело со Јосип Броз Тито, дека целата македонска држава, нова историја,
култура, јазик, се тие го признаваат како реалност, да, окей е да постоиме, меѓутоа ние сме открадната бугарска земја во која што живеат со пропагандни средства, со измиени мозоци, обесвестени одродени бугари. Одродени бугари. Од нас во меморандумот се бара да низ еден збор од договорот за пријателство и добрососедство, а тоа е заедничка историја, што е ставено во договорот, низ тој еден збор се протне комплетното признавање за овие сомнамбулни или малоумни ставови предпоставки кои се базираат уште на еден куп злобни лаги. Ќе дојдеме до заедничката историја. Оно што денеска премиерот Заев, например, повторува дека земјава дека владата нема да преговара за македонскиот идентитет, дека нема да се преговара за македонскиот јазик. Премиерот вели, доста јасно го кажал тоа во Европската Унија неколку пати, дека не знае како појасно да го каже, но денеска кажа уште еден исто момент, интересен, вели, но нема да се преговара ниту за корењата, значи да не биде двосмислено сватено дека нема да се преговара бидејќи и корењата, вели, се дел од идентитетот, нема тука што да се преговара. Сега, од друга страна, бугарската позиција, која неколку пати е повторена, тие велат отприлика вака: ние ја признаваме реалноста, но вие треба да ја признаете историјата. Значи, со други зборови, тие велат, признате дека сте биле до 44-та бугари, а ние немаме проблем да кажеме дека денеска вие сте македонци кои зборуваат македонски јазик. Значи, Цонев, каде е тука middle ground, каде е тука можното решение, го гледате ли ги? Да, има можно решение, се разбира. Можното решение, како што кажав, е во создавање на нови две комисии, кои што ќе бидат тотално департизирани, едната работа. Втората работа е создавање на непопулистички влади и во Македонија и во Бугарија, бидејќи изјавата на премиерот е комплетно популистичка, бидејќи до пред една година се бакнуваше и се гушкаше со поранешниот бугарски премиер за наеднаш да кажува дека не преговараме. Прво треба да знаеме зашо преговараме и кои ни се условите за преговарање. Јас мислам дека со тоа што премиерот си дозволува да објаснува такви работи, ја зема работата на министерот за надворешни работи, уште повеќе и на поранешниот министер за надворешни работи, кој што повеќе е вмешан во целата таа работа. Прво, македонската дипломатија падна на испитот со Преспанскиот договор, кога си дозволи, значи, да се вметне во графата дека државјанството, односно етничката припадност ќе ставиме, националната припадност ќе ставиме кроз граѓанин на Северна Македонија. Да се разбереме, додека во Македонија и во балканските историографии и во политичките науки националното се прифаќа како национално и како етничко, на Запад се прифаќа како државно. Меѓутоа, кај нас ние уште не сме созреани за тоа. Кога веќе ние со Преспа ја отворивме Пандорината кутија, веќе на Балканот ние не можеме да кажуваме дека нема да правиме понатаму отстапки. Првата работа. Втората работа е во однос на идентитетот и во однос на корењата, до кај нема да одиме и до кај нема да признаваме. Прво, мора да се навратиме и да видиме и да прочитаме што нашите најголеми дејци имаат кажано за нашиот идентитет и за нашето постоење. Еве, ако ми дозволите, значи, би го цитирал таткото на македонската нација, според мене, па и според најголемиот број на македонци, кој што вели дека, например, во неговото дело "Ако сакаме Македонија и славјанството", кажува дека
Србите се најголемите непријатели на славјанството, додека руското општество постепено заборава за Македонија. Меѓутоа, надополнува подоцна дека македонската култура е одделна и од таа на србите и одделна и од таа на бугарите. За гледачите, да појасниме, не кажавте за Мисирков, за Мисирков и идеите на Мисирков за македонизмот и од кај потекнува идејата за модерната македонска нација, бидејќи да не се лажем, пред идејата на Мисирков од 1903 година дека постои одделна македонска нација која што е различна од останатите славјански нации, односно словенски нации на територијата на Балканот, ние не можеме да зборуваме за македонци во етнички или во национален контекст. Значи, она кој што професорот го кажа, може би е вистина, може би и не е вистина. Меѓутоа, ние мораме историјата да ја гледаме малку по-релативно и да ја гледаме малку по-рамнодушно. Значи, историјата на вистина нас не определува, меѓутоа ние не можеме, кога веќе сме потпишале еден таков договор каков што е Преспанскиот, натаму да кажуваме дека нема да потпишуваме друг вид на договори. Ние отворивме Пандорина кутија на Балканот. Натаму што ќе се случува не знаеме. Меѓутоа, во моментов, она што се случува е дека македонската дипломатија крахираше. Македонската дипломатија крахираше со тоа што не успеа да создаде нормални дипломатски, економски и политички односи со Атина, ги уништи односите со Србија и со Белград, ги уништи односите комплетно со Софија и ние сакаме Брисел да застане на наша страна. Мораме да разбереме една работа. Бугарија е членка во Европската Унија. По природата на нештата, во меѓународните односи се владее анархијата. Во анархијата на меѓународните односи значи дека поголемиот и помоќниот ги остварува своите интереси. Македонија никој пат нема да ги оствари своите интереси одејќи контра на интересите на некоја од државите членки на Европската Унија. И овде нашата дипломатија потварли. Да, добро, професоре Грчев, ова што го кажа сега професорот Цонев во однос на Преспанскиот договор и на македонската дипломатија може да се рече антитеза на она што го тврди владата, дека Преспанскиот договор е стабилизирачки фактор, дека ја внел земјава во НАТО, дека ги решил проблемите со Грција и тоа е спротивно тврдење на тоа дека македонската дипломатија со Преспанскиот договор постигнала всушност најголем успех, тоа што го вели владата. Сега, каде е тука, како се вашите размислувања во овој поглед, поврзаноста на Преспа и сега проблемот со Бугарија? Договорот во Преспа е без секоја сомнеш поврзан со бугарската реакција, меѓутоа повеќе е поврзан со тоа како бугарите, бугарската држава, односно бугарската политика го доживеала Преспанскиот договор и како тие реагираат на тоа нивно доживување. Отколку што е тоа предмет на некоја си објективна оценка за тоа дали е договорот добар или не и дали е успех или не е успех. Ја, например, не би се сложил воопшто со колегата, затоа што за Преспанскиот договор практично не треба многу знаење или упатеност, дури не треба ни стручност за да се види дека се работи за едно историско и заради тоа и маестрално успешно решение на еден пролонгиран спор кој што нас не држеше 2 децении не во закана од фин, научен, историски, идентитетски или друг тип, туку не држеше во геополитичка, реална, екзистенцијална закана на безбедноста, закана за самото постоење. Затоа што после распаѓањето на Југословенската федерација,
единствената цврста визија и на Европа, и на големите геополитички играчи во светот, исто како и на македонските власти, кои да е, беа дека геополитичката безбедност ќе ја стекнеме само доколку се интегрираме, односно станеме членка на НАТО Сојузот. Што ќе рече? За тие 30 години влезот во НАТО Сојузот, кој гарантира дека земјата постои во тие граници и дека со постоењето се признава и суверенитетот заедно со сите други уставни одредби кои што го носи, ние имаме 100% гаранција со влегувањето во НАТО. Евроинтеграцијата е интегрирање од квалитативно друг тип. Евроинтегрирањето не го поставува прашањето дали ќе постоиме или не. Не го поставува прашањето на нашата безбедност. Туку ги поставува прашањата кои што се посложени и воедно и попрефинети, прашањата на развој, на здружување, на економска добробит, на просперитет, на владење на право. Не само внатрешно владење на правото и гаранции за тоа дека практично со европската интеграција ние отстапуваме дел и од мониторингот и од суверенитетот во надгледувањето и спроведувањето на владењето на правото и функционирањето на сите аспекти на државата. Преспанскиот договор го реши прашањето да се биде или да не се биде. Ние сме сега на потполно друго ниво. Така да дискусијата, дали е успешен или не, е за мене безпредметна. Тој е дипломатско ремек дело. Се гледајте, ние и во непосредните преговори што ги имавме со грчката страна и овие преговорите што ги имаме, односно проблемите што ги имаме со бугарските соседи, мораме да направиме темелна, структурална дистинкција помеѓу овие две ситуации. Што гледате, кога преговаравме со грците и воедно она што грчката страна сакаше да го постигне со договорот и го постигна, затоа е тој договор win-win, е да ја обезбеди својата граница и својата територија од културни, територијални, политички или други потенцијални и редентистички барања, аспирации, захтеви или само компликации кои доаѓаат од наша страна. Пошто во случајот спорот помеѓу Македонија и Грција, грците истапија пред меѓународната заедница затоа што тој е аудиториумот пред кој што се пласираат аргументите за оправданост или неоправданост. И поддршката од меѓународната заедница или одземањето, нели, на поддршката е клучно за тоа. Да. Значи грците имаа, гледате се, ова е поентата. Да. Грците имаа аргумент дека Република Македонија во старт посегна рака и од историското, културното, идентитетското наследство од територијата на Грчката република, го зема прво знамето, а потоа во периодот, нели, од 2006 до 2017 зема да развива комплетно така наречената антиквизација, односно да го темели потеклото на нацијата, на народот, дури
елементи од државотворноста кои што потекнуваат од Александар Македонски и од династијата на Аргеадите, што не е само се дел од културната или историската меморија на Грција, туку се позајмени од настани политички и историски кои што се случувале на нејзина територија. Значи, во спорот со грците, кога ние излеговме со сите овие посегања по културното наследство и по државотворното, по почвата и крвта на античките македонци, ја изгубивме меѓународната поддршка. Грците ги рационализираа пред целиот свет своите барања и во нивниот настап беше тие не навлегоа во нашите интереси, во нашиот идентитет. Тие само сакаа да се направи дистинкција до територијата, до нашата граница меѓу себе. А сега сакате да кажете дека друга... Во случајот помеѓу Бугарија и нас е токму обратното. Тука бугарската страна посега длабоко во територијата на Република Македонија и воедно, значи, овој проблем не е идентитетски, ниту е историски. Никаква историска комисија не може и не треба да го решава, затоа што се работи за практично за територијална аспирација. Бугарската основна поставка во сите нивни објаснувања ги има црно на бело, е дека ова е историска бугарска земја, која што е после тоа по несреќа со за нив погрешна победа на погрешни сили во Втората светска војна открадната од Бугарија. Да, добро, мораме да направиме кратка пауза за реклама. Реклами Цонев до вас сме, продолжуваме со вас. Кратка пауза за реклами и се враќаме во студиото.